Единствената чешма со питка вода источна од селото Тракање, за која патем се верува и дека е лековита, поради нечија негрижа е пред распаѓање и секнување. Траканчани револтирано реагираат на негрижата кон оваа чешма, со која судбински се поврзани, бидејќи освен што во летните горештини им ја гасне жетта, таа има и лековити дејствија. Проблемот настанал кога водостопанството направило испуст за водата од магистралниот канал за наводнување на земјоделските површини во атарот на Тракање. Вадите кои се направени над чешмата и водата која се пушта по нив го штетила просторот околу истата и ја заматила и загадила изворската вода. Јас и вода полих од тука, од оваа чешма. Оваа чешма беше многу убава. Имаше два чепа. Доброволен прилог да доми и јас дадов доброволен прилог, а собираваме се тука, работиме. Од селото собираа пари, направихме ја, она доме вода не течеше. Арнемо водостопанството како дојде сега, кој направи вода тука, одозгоре, и водата улегна у чешмата. Цевка од тука, има таму резервар, таа чешма. До резервар. Ама овие водостопанството како копа, гледа што направи. Додека дојде. Водостопанството треба вода го канализира, да стае бетон тука или кјунци да стае. Водната заедница копа овај јас тука и сега таа вода дали е нашла некој критичен што е како и гледате од чепа колку вода излава. Поради тоа, објектот на чешмата кој го изградила општина Кочани е подкопан, а водата не е употреблива. Понапред водата се пиеше, сега не доаѓа обзир да се пие вода. Никој не ја користи. За пиење беше многу убаво, а сега нема пиење. Јас спомнам сега кај комшијата Борчо таму има помпа и од кај него си пуне вода. Траканчани веруваат дека може да се најде решение овој природен извор да се заштити и зачува и ги прозиваат општината и водостопанство. Па треба претседател на местна заедница од Тракање да тражи помош од собрание до водна заедница до кој и да се поправи. А собранието даде некој динар. Вака и час човеците направи ово не беше овака направено. Тука као газев ја. Водостопанство треба овај проблем да се го реши, да канализира ово, да водата се прибере и да се најде луѓе да се испратат, да се најде дека е тај дамар пробиен, да се затворе, да можеме луѓето па да пиеме вода. Многумина се повикуваат и на лековитото дејство на водата од чешмата која лекувала од болки во очите, поради што луѓе доаѓале од целата држава да најдат лек. Имал некој човек, дете болно со очи. Видејте од тука се оправила. Од таа вода, нивата тука што е празнината, оставила ја за цел народ. Ничија, ни државно, ни на некој, секој како прида си одмара се. И ради тоа остане чешмата лековита за очоболи. Од дека не луѓе доваѓаат сме на тука. Од дека не. Тука, како сме ние, доваѓаат, питуваат таа чешма за очоболи. Од какво селото постои и чешмата постои. Плюс тоа оваа вода викат дека така сме чуле од стар свет дека водата се била лековита. Оваа вода лековита е. Оваа вода кој има гурли или кичимички такви работи. Оваа вода тука 3 пати да се измиеш пред сонце, лековита беше. Сега веќе ни лековита ни ништо. Со оглед на фактот дека природни извори со питка вода има се помалку и дека токму ваквите природни извори им се од голема корист на земјоделците кои во полинијата околу Тракање ги извршуваат своите работи, неопходно е да се најде решение кое ќе ја зачува и заштити лековитата чешма.